Охрид, кој е меѓу само 28 места во целиот свет кои се на листата на УНЕСКО поради природните и културни богатства и кои се брои меѓу 30 најубави мали градови во Европа, никого не остава рамнодушен. Продолжениот празничен викенд го раздвижи нашиот туристички центар, донесувајќи гости од целиот свет. Влюбениците во Охрид уживаат во македонскиот бисер. Најбројни се гостите од опкружувањето, а забележливо е присуство и на гости од многу европски земји. Широка насмевка ги краси лицата на странските туристи, чиј пат ги навел во Охрид. Пре 15 година сме били, па сада. Доаѓаме после 15 години и зачудувачки не дочека истата слика. Градот како да застанал во времето. Ме фасцинира тоа што стариот дел на градот останал ист, непроменет. Ладно е за пикник, но неодминлива дестинација ни е Свети Наум. Леп град, волим македонце, волим језик, волим... Ова е убав град. Ги сакам македонците. Го сакам македонскиот јазик кој го говорам. Едноставно ја сакам Македонија бидејќи влечам корени од тука. Деновите ни се испланирани. Ќе одиме на крстарење, ќе ги посетиме сите знаменитости на Охрид. Синот се вика Наум, затоа со огромна радост ќе го посетиме и комплексот Свети Наум. Син се зове Наум и затоа имамо желју да го одведеме у манастир Свети Наум. Имам ја соделоко ки е из Македонија и нjen муж е предлагал нама у гостилни. Имам пријатели од Македонија кои ни предложија да ја посетиме и не погрешивме што дојдовме. Ке понесеме убави впечатоци. Ова е град музеј. Никој не се фаќа за џебот. Уживаат во долгите прошетки по чаршијата, кеот, обиколувајќи го стариот дел на градот, вдишувајќи убавината на големото плаветнило. Иако календарски сме на прагот на летото, временските услови повеќе потсетуваат на доцна есен, а со нив како да се менуваат и навиките. За разлика од минатото, кога 1 мај значеше полни излетнички места, мирис на скара и на здравување со чаша добро вино или ракија во природа, денес таа традиција се повеќе избледува. Веќе сме на пикник во најубавиот Охрид. Па пратежно дома сега, моментално. Не е тоа време што беше, да, нели? Планирам пикник, ама не знам со времево како ќе, инаку ако не денес, утре сигурно. Гледате разлика како порано сме го славеле 1 мај со пикници? Голема разлика, голема. Имаше дружба, очекуваше тој момент да се состанеш, да наздравиш и песма, кажи сега, песма тешко се слуша. Но музиката сепак не изостана. Во срцето на Охрид, низ улиците и плоштадите, продефилираат членовите на културно-уметничките друштва од 7 држави кои учествуваат на меѓународниот фестивал Костоски. Звуците на народните инструменти и разиграните чекори внесоа топлина во градот. Па ние првпат сега се запознавме со нив тука со песни со ора, на секаде пееме, еве до Света Софија ќе одиме со песни и со ора. Ми сме из Хрватска, али Словенско културно друштво. Из Умага. Ние сме од Хрватска, но сме членови на Словенско културно друштво од Умаг. Одлично е, дружбата е прекрасна. Одлично друштво, весело, супер нам е. С великим веселjem smo došli tu predstaviti slovensku narodnu muziku. Со голема радост дојдовме тука да ја представиме словенската народна музика. Не имаше сетмина. Дојдовме во Македонија бидејќи многу убаво се разбираме, а Охрид е прекрасен. Охрид останува место каде што празничниот дух секогаш наоѓа начин да оживее. Охрид не обврзува секоја година да доаѓаме и не само тоа. Си ветивме дека ќе доаѓаме побројни да се дружиме со вас, да се спријателиме, велат нашите соговорници.